Унијата на млади сили на ВМРО ДПМНЕ од Велес преку трибини продолжува да ги промовира мерките и новите проекти за млади од кампањата Македонија за младите. Во Велес беа промовирани 40 проекти за младите и за сите овие проекти за нивната важност ќе разговараме со председателот на Унијата на млади сили во Велес на ВМРО ДПМНЕ Живе Катранџиев. Добро утро и добре дојдовте. Добро утро и ви, благодарам на поканата. Како што кажав и во самата најава, пред неколку дена во Велес се одржа трибина каде што беа промовирани 40 проекти од кампањата Македонија за младите. Која е целта на овие трибини и колку често тие ги организирате? Па добро, целта на овие трибини е пред се да се слушне гласот, предлозите и идеите на младите од градот, односно во сите оние градови кај што се одржуваат трибините, да ги слушнеме предлозите на младите. Како што знаеме, ВМРО ДПМНЕ има пракса во изминатите години тоа да го спроведува, во изминатите 2-3 години, односно во изминатите 2-3 кампањи, имаме пракса да го применуваме тоа и како млади, односно да ги слушнеме стрикно идеите од младите луѓе. Во претходните години, како партија, сме организирале денови на идеи, каде што денови на идеи сме слушали одредени групи на граѓани, односно спортисти, културни работници и така натаму. Стрикно за младите почнавме како Унија на млади сили да ги спроведуваме овие трибини, на кои што првично ги слушнавме нивните предлози, идеи кои што ги имаат, а потоа и да ги промовираме сите оние мерки и проекти кои што се веќе реализирани или се во фаза на реализација. Исто така, со гордост себе би споменали дека еден од проектите кои што е веќе во реализација, односно ќе биде во реализација вметнат во онаа програма за млади, потекнува токму од Велес, односно изградбата на 150 нови баскет игралишта е токму идеја од трибина која што се одржа во Велес. Тоа покажува дека сите оние идеи кои што се дадени на самите трибини се разгледуваат, им се дава на значење и оној експертски тим кој што е составен во нашата партија ги разгледува сите тие идеи, сите оние кои што се издржливи или можеби малце да би се измениле, се вметнуваат во програма и потоа чим е вметнато во програма, народот во Република Македонија знае дека ќе бидат реализирани. На трибината беа присутни млади од Велес, од Свети Николе, Лозово и од Чашка. Заинтересирани ли се младите да доаѓаат често на овие трибини што ги организирате? Секако дека се заинтересирани и не радува што е таквиот факт, поради тоа што на тие трибини гледаат дека има искрен пристап, дека стварно доколку дадат некој издржлив проект, дека би можел да се реализира. Гледаат со таквиот пристап од наша страна, младите во градот и во државата гледаат партнер во ВМРО ДПМНЕ, гледаат партнер во Унијата на млади сили, во кој што доколку би предложиле некој проект, знаат дека би дошле на искрен пристап од наша страна пред се и доколку нели, како што кажав и претходно, доколку издржлив самиот предлог, би можел да се реализира. Да, веќе гледачите можеа да погледнат од прилогот кој што го имавме во вестите дека салата во Ликовниот салон беше претесна бидејќи имаше голема заинтересираност од страна на младите. Так. На трибината се дискутираше и за новиот проект Македонија вработува 2, кој е продолжение на проектот Македонија вработува и секако тука најголем бенефит имаат младите. Зашто точно станува збор? Се работи за една мерка која што опфаќа 3 категории, но за нас младите нели е најбитно на вработување на млади до 35 години. Односно, Македонија вработува 2 е продолжение на Македонија вработува, во кој што првично во првиот проект покажа одлични резултати, односно некаде над 10.000 компании пројавиле интерес за да земат удел во овој проект, односно над 19.000 лица со тој проект се вработени. Гледајќи на позитивниот пример од Македонија вработува, гледајќи на интересот на компаниите да земат удел, како што кажа претходно, во тој проект, на ВМРО ДПМНЕ како партија и предводена
владата од страна на ВМРО ДПМН направи продолжување на самиот проект, се со надеж за намалување на невработеноста, односно за нас младите најбитно невработеноста кај младиот човек. Дел од проектите се и од областа на спортот, како и изградба на фудбалски и повеќе наменски игралишта, тениски терени, од какво значење се овие проекти за младите? Па добро, еве, ја би прокоментирал за сите оние проекти кои што се веќе реализирани во Велес, односно би започнал со мултинаменските игралишта, 3 на број во Велес, едно во Караслари, едно во Иванковци и еве завршено е веќе изградбата на мултинаменското игралиште во Башино село. Сите оние млади кои што ги посетиле тие терени ќе забележат дека се со одличен квалитет, дека стварно се интересни и примамливи за младите, со тоа што со самата изградба на тие терени се овозможува простор за рекреација на младите луѓе, повеќе да посветат време на спортот, да не се насочуваат кон пороците на 21. век, така да и ако видиме, еве и со последниот пример со игралиштето во Башино село, дека е потполно искористено, таа дори добиваме и коментари од Велешани, од централното градско подрачје, зошто не се направи вакво игралиште и некаде во близината на централното градско подрачје во Велес. Дополнително, можеме да забележиме пред извесен период дека беа пуштени во употреба и тениските терени. Претходно Велес немал такви тениски терени, се користеше она така нареченото ракометно игралиште во градскиот парк. Претходно сме проследувале таму турнири, сме добивале прашања дали некогаш би се изградиле, кога би се изградиле веќе кога започне изградбата на тие тениски терени. Така да ако видиме дека се работи за спорт кој што е во развивање во нашата држава, ете еден позитивен пример на подготвување на терени, односно изградба на терени за овој спорт, за потоа да може да се отвараат и клубови кои што би правеле нови деца кои што односно нови спортисти кои што би се занимавале со тој спорт. Дополнително би ја споменал и фитнес зоната која што беше изградена во градскиот парк. Една од 20 фитнес зони кои што ќе се изградат во Републиката, во Македонија, се една од нив и во Велес, која што веќе е изградена во градскиот парк. И за сите оние рекреативци кои што се рекреираа во градскиот парк имаат дополнителна можност да се рекреираат и на овие справи. Исто така, огромна е посетеноста и на самата фитнес зона во градскиот парк, бар јас сум вака личен пример за тоа како можам јас да потврдам кога и да поменам во градскиот парк, фитнес зоната, тениските игралишта се посетени пред се од младата популација. Значи мали дечиња ги гледаме се почесто што се дел од овие спортски терени и навистина радува фактот што секако се овозможија овие работи да постојат во нашиот град, бидејќи Велес е познати по спортот. Точно. Спортски град. Да, спортски град е и навистина се надевам дека и во иднина многу други генерации ќе земат удел во спортот и ќе има на што да се радуваме. Дополнително би споменал и дека покрај проектите кои што се и од владата веќе реализирани или се вметнати во програмата за во наредниот период, би споменал дека и голем дел од веќе кога сме кај спортски терени, кај спортот и слично, големи вложувања има и од страна на општината, односно се реконструираат веќе постоечките терени кои што се за фудбал и слично, се градат нови. Пример би го дал игралиштето за баскет кое што е во близина на општината и многу други фитнес зоните кои што веќе се направија од страна на општината, се на неколку локации во градот. 2 веќе има поставено во градскиот парк, една има
кај игралиштето во Тунел, една има кај игралиштата во близина на гимназијата Кочо Рацин и слично. Така да би потенцирал дека и општината дава голем влог во промовирање на спортот, изградба на спортски терени, а и дополнително и можеме да забележиме дека дава голем влог од своја страна за да може да се развие и спортот, односно со цела таа програма за спорт и млади која што е донесена од страна на општината и секоја година така речено се зголемува сумата на таа програма. Би го потенцирал тука и градскиот ракометен клуб Борец, кој што е веќе неколку сезони уназад се надпреварува во најквалитетната лига во Македонија. Така да мислам дека и општината како општина нели дава голем влог во промовирање на спортот во градот. Младите исто така добија и бесплатна обука за компјутерски вештини, изучување на странски јазици и неодамна во Велес се отвори и бесплатен интернет клуб. Каква е заинтересираноста на младите за изучување на овие вештини? Па добро, гледајќи дека има некои законски измени во изминатиот период за тоа кој се би можел да аплицира на одредени работни места во јавната администрација, видовме дека таму има некои квалификации и сертификати кои што се потребни за англиски јазик, конкретно за познавање на компјутери. Токму овие обуки кои што се од страна на Бирото за вработување се од таков вид. Односно, добиваат сертификати кои што би можеле младите луѓе да аплицираат на тие сите конкурси. Заинтересираноста е голема. Тој проект се спроведува во неколку фази, поради тоа што има голем број на пријавени. Дел по дел се повикуваат во центарот и се вршат тие обуки, односно обуки за компјутери, обуки за странски јазик, односно англиски, француски и германски јазик. Дополнително, јубилејниот 30-ти клуб, интернет клуб беше отворен во Велес. Тука беше присутен заменик министерот за информатичко општество Муцунски, кој што истакна неколку податоци кои што се битен сегмент за продолжување на самиот проект. Би го потенцирал тој податок, односно над 120.000 лица ги посетиле клубовите во Република Македонија. Значи сите тие 29 претходно отворени, над 120.000 лица ги посетиле и што радува фактот е дека над 70% од посетителите се млади луѓе, што покажува дека не е погрешено што се спроведува еден таков проект и не е погрешено што има таков интернет клуб кој што функционира веќе и во Велес. Младите до 27 години ги користат и бенефициите кои ги имаат за користење на бесплатен автобуски и железнички превоз. Кои бенефиции младите ги имаат токму од овој проект? Прво го спомнавте автобускиот превоз. Студентите кои што студираат на државните факултети ќе можат да го користат во Скопје градскиот јавен превоз секој ден, сите линии. Дополнително, треба да е само редовен студентот на факултетот кој што е запишан и од страна на факултетот добива картичка која што може да ја користи во автобускиот превоз. Дополнително секаде онаму каде што има јавен превоз организиран од страна на општината или јавните предпријатија, во останатите градови ќе можат исто така да го користат јавниот превоз. Кога сме кај железничкиот превоз, односно оној проект кој што возможува бесплатен железнички викенд, започна првично во 2014 година со секој трет викенд да е слободен за младите во државата. Гледајќи на позитивниот пример на младите кои што заштедија голем дел од средствата, претежно и студентите кои што патуваат или пак седат во Скопје па треба да се вратат во своите домови, гледајќи дека голем дел од младите го искористија тој проект, а и подаден предлог на баш на овие трибини кои што ги споменавме од претходно да се
да се зголеми, односно да се прошири тој проект. Владата предводена од ВМРО ДПМН најде на слух од младите и го прошири тој проект, односно покрај секој трет викенд во месецот, младите можат да го користат и секој први, почнувајќи од петок попладне па се до понеделник до 12 часот. Се надевам дека младите се надевам, младите имаат можност да го користат овој проект и веќе кој што е во фаза на реализација, така да мислам дека е голем бенефит и за студентите, но и за сите млади во државата. Од какво значење се овие проекти за младите? Бидејќи ве знаеме дека и за студентите се реализираа голем број на проекти. Од какво значење се тие? Па пред се, ако гледаме кај студентите, почнавме за нив да правиме муабет, знаеме дека како се одвива студентскиот живот, односно во делот на финансиите. Значи парите кои што претходно требало да ги издвојат за превоз, сега им се слободни, би можеле да ги користат за други одредени активности. Така да мислам дека тоа е најголемиот сегмент кој што би можел да се спомене, поради тоа што знаеме и дека голем дел и од студентите има и претходни мерки кои што добија бенефиции, така да заедно со овие кои што сега се донесени, односно бесплатен железнички транспорт, би можеле, да студираат, да им се овозможи по пристапен начин да стасаат до факултетот и секако да ги заштедат тие средства кои што претходно ги давале за превоз. Знаеме дека и владата поголем дел, односно акцентот го става секогаш и на најдобрите студенти, па еве да издвоиме кои се поволности ги имаат најдобрите студенти. Би ја потенцирал онаа која што беше вметната во оние 40-тина, ако можам така да кажам, мега проекти кои што ги промовираше председателот на ВМРО ДПМН, господинот Никола Груевски, односно вработување на 100 најдобри студенти во државата, со одредени критериуми кои што се вметнати при аплицирање на самиот проект. Тоа е добра работа, многу добра работа за младите, каде што имаат можност, односно мотивација плюс да би можеле да се вложат повеќе во студирањето, се со цел да извадат што е можно повисок просек, за да би можеле да работат во некоја од административните служби или во акционерските друштва. Што е она што младите од Велес го препознаваат во Унијата на млади сили и се приклучуваат кон истата? Пред се би рекол искрениот однос кој што го имаме спрема младите. Дополнително, младите гледаат партнер, како што кажав претходно, партнер во Унијата на млади сили, доколку би имале некоја идеја, доколку би имале некој конкретен предлог, доколку би сакале да се вклучат во младинскиот активизам. Сега за нас кај нас се работи за политички подмладот сепак, но и гледајќи ги сите оние проекти и акции кои што ги спроведуваме години наназад, континуираното спроведување на активности од едукативен карактер, од спортски карактер, мислам дека тие неколку работи се битни за младите кои што кои што сакаат да се вклучат во Унијата на млади сили, да се вклучат и да се пронајдат во одреден сегмент кој што го спроведуваме како политички подмладок. На што во наредниот период Унијата на млади сили ќе го стави акцентот? Па добро, ќе продолжиме, како ги кажав претходно, работите кои што ги спроведуваме како политички подмладок. Имаме пракса да спроведуваме 3 до 4 активности месечно. Односно, правиме акционен план за повеќе месеци и го спроведуваме. Сме реализирали и ќе реализираме одредени активности, но
сега би ставил главен акцент на ораторската вечер Петар Попарсов, односно ораторска вечер која што оваа година се одржува по 8 пат и е веќе реноме, можам слободно да кажем, во државата за еден таков вид на активности. 8 година во која што секоја година, од година во година се подобруваме во квалитетот, во програмата која што имаме на ораторската вечер. Еве, како најава би споменали дека покрај ораторите кои што се од градот, има голема заинтересираност и од останатите градови, односно од Куманово, од Прилеп, од Скопје. Имаме најава за учесници и од градот Битола, така да и самото тоа покажува за квалитетот и реномето кое што го има ораторската вечер Петар Попарсов. Еви уште една најава на моја драго задоволство би можел да кажам. Веќе е договорено и настап на ансамблот Македонија на самата ораторска вечер, во оној дел кога одлучува жири комисијата, во онаа пауза која што ја имаме, ако може така да кажам, измеѓу доделувањето на наградите и завршетокот на ораторите. Би имали одличен перформанс, веќе договараме кои изведби би можеле да настапат вечерта, така да целокупната програма верувам дека ќе биде интересна за секој граѓанин во Велес, но и за секој млад човек во Велес. И дополнително еве би ги мотивирал сите оние кои што претходно се имаат занимавано со ораторството, да се пријават на ораторската вечер, но и би ги мотивирал и би ги охрабрил сите оние кои што се немаат занимавано воопшто со таа струка, со тоа поле, со ораторството, би ги мотивира поради тоа што доволно е да го формираат текстот кој што сакаат да го кажат, а натаму за стручноста, односно за обуката која што како би требало да настапат на ораторската вечер, да ја препуштат на наша страна, односно секоја година имаме одлични обуки организирани и ораторите се одлично спремни за ораторската вечер. Оваа година ќе се одржи на 24-ти, точната локација уште ја договараме, или ќе биде во новиот театар, или ќе биде во салата Бели Мугри, да видиме каде има слободен простор, дали во едниот или во другиот објект, така да, како што кажав и претходно, одличен настан кој што секој млад велешанец треба да го посети. Сите заинтересирани каде може да се пријават и да добијат подетелни информации? Сите заинтересирани може да се пријават на нашиот мејл и кој што објавен на страната vmro.veles.com.mk или пак во затворен коверт во централниот штаб близу Кружниот тек. И на крај уште би ве запрашала дали ваквиот тип на комуникација со младите ќе продолжи и во иднина. Ако гледаме дека во изминатите години на функционирање ваквиот пристап дава резултат, односно младите препознаваат партнер во Унијата на млади сили, секако дека да, но никогаш тука не би ставиле да, така треба да функционираме и тоа е тоа. Секогаш оставаме простори на сите оние стари членови кои што се веќе вклучени, на нови членови, на млади воопшто кои што би сакале да се вклучат во Унијата на млади сили или пак само да дадат предлог или да дадат некоја конкретна идеја. Ние сме отворени како младинска организација, како партија да ги слушнеме сите предлози. Нас ни е битно младите да бидат вклучени во давањето на идеи, предлози и така натаму. Така да оставаме простор, оставаме да секој млад човек кој што би се пронажал во структурите на Унијата слободно да пристапи. Сме имале многу примери наназад каде што за одредена активност која што сме ја спровеле пројавило интерес кај одредени млади и поради токму таа причина се вклучиле во работата на Унијата на млади сили, па ете и како
претходно како заинтересирани, потоа и да се јават како организатори на самите тие активности. Јас ви благодарам многу за денешното гостување и ви посакувам во иднина да имате уште многу успешни проекти. Ви благодарам и вас на поканата и се надевам дека и понатаму ќе имаме успешна соработка.